На овие фотографии испратени до нашата редакција се гледаат револтирани трговци кои се обидуваат да го спречат поставувањето на метални конструкции пред нивните дуќани во Куманово. ТВ21 ги посети на денот кога истече рокот што општината им го дала за состанок и разгледување на нивните маки, но во општината никој не ги прими. Бизнисмените сметаат дека неправедно е узурпирана јавната површина на тротоарот. Велат дека општината издала дозвола на приватна компанија за продажба, но таа ја злоупотребила дозволата, проширувајќи ги објектите во киосци за продажба, со што се нарушува влезот и изгледот на нивните дуќани. Кур кту скапоа стацион та автобусаве е дуќан пара дуќанит. А што мојнчме кту метану дуќан пара дуќанит плюс 6 метри е ка излоген е кан ду пара фирмаве тона. Фирмата тона здукен. Edhe kjo unë nuk e di që Kumanovën unë jam I lindur e njoh qytetin shumë mirë. Ne të ma gjojnë ato që kanë ndu që kështu të njëjtë para të një duqanit, këtu nuk ka një duqan, këtu janë neve 3 duqana. Kjo nuk ka veç për udhëtarët me prit, këta kanë bërë si kajtë kafe, po na që të punojmë që 4-5 vite, po ka qenë një më herët pak më vogël se kjo, po këta sot e kanë para një javë e kanë ndu, që di që për shka e kanë ndu, se që ka dash kjo aq e madhe, I kanë mbyll këri duqanët, dhe me që ta punojmë, që të duqana punojmë, jetojmë. Edhe kjo nuk është reale, nuk është normal, se që pinë natë e 300 lokal punon, kur sa mshirë, e mi nuk para lokale duqan, por një duqan nuk ka në bërë. Neve konkretisht na pengojnë reklamat edhe pamja e kioskut. Por ndryshe ulësit e autobusit nuk është problem. Ku të shkosh çdo qytet janë vendimi është marrë, na e dim shumë mirë se vendimi është marrë para 10 viteve, kioskët, barakët, të senat mi tërheq, kurse këto kanë marrë prap vendim mi vendosë. Пред неколку дена во присуство на полиција, компанијата која ги поставува металните конструкции се соочи со отпор од страна на бизнисмените во околината. Освен што се блокира погледот, се намалува и просторот на тротоарот. Не останува ни половина метар за движење на пешаци, лица со посебни потреби или детски колички. Од општина Куманово велат дека компанијата која го добила тендерот ќе ги изгради и одржува овие точки за продажба на билети во наредните 10 години. Овој проект е изгласан од Советот на општина Куманово во март 2023 година, каде се наведува дека на 33 автобуски станици низ градот ќе се изградат 3 вида на точки за чекање. За нив, општината ќе наплаќа месечна кирија за користење на јавен простор, како и околу 10.000 денари такса за секоја точка за рекламен банер. Од општина Куманово дополнуваат дека не се информирани од компанијата добитник на тендерот Медија Груп дека на овие точки се поставени киосци за продажба на комерцијална стока, бидејќи во јавниот повик јасно е наведено дека точките се само за автобуски патници и продажба на билети. Доколку се утврди прекршување на договорот, ќе се преземат конкретни мерки за отстранување на конструкциите кои ги надминуваат дозволените градежни спецификации. ТВ21 се обиде да стапи во контакт со компанијата, но тие беа недостапни.